Црни ѕидови, мирисна чат и нефункционални простории. Ден по големиот пожар во стамбената зграда во блок 82, сликата е ваква. За среќа ова е единствената штета за 5 члена на семејството Деари, кои за време на пожарот биле дома. Собственикот Фадил Деари го разбудила невообичаена топлина која доаѓала од спалната соба, каде најпрво горел душекот. Се обидел да го спречи да не се прошири, но не успеал. Ми бевме на спиење, 8 сати беше. Жена ми беше таму на салонот спиеше, зашто беше операција од срцето. Ја бев со малите овде у спална, а ти два децата на другата соба беше. И 8 сати ја гледам нешто вручина на спиење, кога приметив дека изгорено тоа од душекот од спална, и одма го земам малиот да изадим надвор и сакав да угасим, ама не можев тоа душекот да го носим и побегнав со деца надвор. Тоа беше све. Треба све да се руши. Од почетка да почнем, и паркетот е дигната, све изгледате. Све треба да е од почетка. Као да купиш стан на цигли. Ова е така. Сите прозори треба да се менјат, може да ви само да ги гледате, да ги снимате. Сите прозори треба да се менјат. 120 квадратниот стан на 7-миот кат од зградата Б го проголта огнените јазици. Единствено мебелот во салонот и кујната останале незафатени, се друго е претворено во пепел. Деари се сомнева дека ваквата катастрофа настанала од вклучени лед светилки покрај креветот во спалната. Све од брига, ова соба, све што беше, но само тоа од салонот го не изгледа. Сите друго што имаме тука. Со спалне, со регали, со телевизори, со компјутери, све. И на таа соба све, каучите, регалите, сите. Кај комшите сме, немаме кај да живеме, гледате сам кај да живеме. И тоа, барам од некој ако има помош, нешто, ако нема, здрави. Па потребно е, и некој донесел некои ствари да почнеме да работиме, па потребно е пари. Што може луѓе да донесат? Тоа. А овде штекерот ми беше. Од среда беше поњасен, зашто у спалникот имаше тие лед светлици, ама тие беше кога губилме спалните. Така, тие беше, од тие беше, тие лед светлици беше уклучени. Од тие. Семејството Деари во станот се вселило пред 3 години. Истиот се уште го исплаќаат преку стамбен кредит. Денес се започнаа подготовките околу расчистување на просториите по големиот пожар и нивно целосно обновување. До тогаш, 5 членото семејство Деари ќе престојува кај соседите.